Во градската библиотека во Прилеп се реализираше завршената активност на интеррелигиската школа која што ја организираше Станица 5, а на која беа изложени 17 уметнички творби на граѓански активисти и религиозни групи, кои што беа дел од проектот Организирање на заедницата за зголемување на меѓурелигиската комуникација и толеранција, чија цел беше поголемо зближување и запознавање на припадниците на различните религиозни групи од општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Потребата за организирање на една ваква активност се појави како резултат на нашата работа во која што идентификувавме дека во последните години она што е карактеристично за нашите општества, а посебно тука во нашите општини Прилеп, Кривогаштани и Долнени, е една растечка затвореност на различните религиозни групи, многу слаба комуникација помеѓу нив, а сето тоа секако е резултат и на слабото организирање на заеднички активности, но и на бројните дезинформации и лажни вести кои што се шират. Тоа создава нетрпеливост, нетолеранција помеѓу различните религиозни групи и ги затвора во себе си. Значи, тие многу малку соработуваат и комуницираат едни со други. Проектот е поддржан од Националниот демократски институт од САД. Владата на Соединетите Американски држави преку својата амбасада тука во Скопје е горда и има чест што може финансиски да поддржи една ваква програма, еден ваков проект. Во случајот станува збор за градење на меѓуверските односи преку уметност, преку култура и подобрување на меѓуверскиот диалог. Учесниците кои што беа дел од интеррелигиската школа и овој проект велат дека ваквите настани многу помагаат за поголемо запознавање на различните религиозни заедници кај нас и намалување на нетолеранцијата. Да се зголеми со тоа што ќе имаат ќе се организираат вакви настани повеќе и ќе бидат присутни од различни вероисповедни лица и институции. Ние научивме помеѓу себе како да комуницираме, како да се разбереме, како да ги прифатиме различностите помеѓу себе и најчесто како истите помеѓу себе да зборуваме за истите без при тоа да употребуваме конфликтни зборови и да навлегуваме, да ги избегнуваме конфликтите кои што се случуваат помеѓу нив. Препораката е општините многу повеќе да ги вклучуваат представниците од религиозните групи во своите активности, бидејќи нивниот потенцијал може да придонесе кон подобрување на животот во локалните заедници.